Делегацијата на владата на Република Македонија предводи председателот на владата, господинот Зоран Заев. Него го придружуваат заменикот председател на владата и министар за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, министерот за надворешни работи, господинов Никола Димитров, министерката за правда, господја Рената Дескоска и министерот за култура, господинот Асаф Адеми. На делегациите, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани гости. Следува свеченото обраќање на председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев. Го молам да земе збор. Ви благодарам. Почитувани граѓани на Република Македонија, нека ни е честит и вековит денешниот светол ден, денот на Република, 2 август, Илинден. Ова е денот кога се оствари вековната желба на јунаците на Крушевската илинденска епопеја и на храбрите борци на народно-ослободителната борба. Тоа е желбата на македонската држава. Тоа е сонот на генерации и генерации дејци на македонската кауза. Во овој ден е вкоренета нашата државност. Денешниот ден е еден од низата големи историски датуми и процеси кои што го одразуваат континуитетот на државотворната историја и стремеж на граѓаните, на народите на Република Македонија да создадат сопствена држава. Во нашите гени ние сите ги носиме кодовите на нашите предходници. Во тие кодови ги носиме збрани вредностите на кои се повикуваме и на кои ја градиме иднината. Тој континуитет на вредности е карактеристика на модерните европски држави. Од таа низа на големи историски настани денеска славиме 115 години од славната Крушевска илинденска епопеја и 74 години од создавањето на Народна Република Македонија. Дозволете ми, почитувани граѓани, да издвојам еден од 4 државотворни одлуки од Асном. Никој не може да го порекне модерниот државотворен концепт на одлуките кои имаат актуелност и применливост и ден денеска. Да цитирам: сите граѓани се еднакви и рамноправни пред законите, без разлика на нивната народност, пол, раса и вероисповед. На националните малцинства во Македонија им се гарантираат сите права на слободен национален живот. На секој граѓанин му е загарантирана сигурноста
за приватноста и имотот, за гарантирано му е правото на собственост и приватната иницијатива во стопанскиот живот. На секој граѓанин му е загарантирана слободата на вероисповед и слободата на совеста. На сите граѓани им се гарантира слобода на говорот, печатот, правото на јавен собир и слободата на здружување. Сите граѓани на демократска Македонија имаат право еднакво, општо и непосредно да учествуваат на слободни избори со тајно гласање. Тоа е визијата за Македонија од Аснов. Тоа е визијата за Република Македонија денес. Темелни вредности на таа визија се вградени и во манифестот на Аснов во кој уште се вели: тешкото минато ни покажа оти интересите на нашите народи се исти, а нивната судба заедничка. Во овие решителни моменти сите ние ја градиме слободна Македонија. Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме. Мобилизирајте ги сите народности поскоро да ги оствариме неговите свети принципи. Учествувајте рамноправно во изградувањето на слободна Македонија, слободна татковина на сите народности. Почитувани граѓани, денеска, кога со сета почит и достојно се сеќаваме на државотворните настани на двата Илиндена во 1903 и во 1944, од перспективата на оваа 2018 година, неминовно е да се соочиме со фактот дека треба да ја прифатиме државотворната агенда на концептот кој силно повикува да ја градиме Македонија како граѓанска држава, која ќе биде слободна татковина на сите граѓани и на сите етнички заедници. Едно општество за сите. Македонците, албанците, турците, србите, ромите, бошнаците, власите и сите други граѓани кои живеат во оваа земја знаат и сакаат да ги почитуваат градителите на нивната татковина. Сите се заложуваме за суштински промени во корист на секој граѓанин. Денес имаме историска шанса Македонија конечно да ја извлечеме од долгогодишната криза и суштински, еден по еден, да ги решиме длабоките проблеми. Ова е моментот на најпозитивната клима и енергија што низ заедничките досегашни напори допре и до Европа и до демократскиот свет. Денес светот едногласно ја поддржува новата политичка страница на Македонија. Тоа води кон заеднички напредок. Тоа води кон квалитетен живот на сите во Република Македонија. За само една година се соочивме со сите препреки на патот кон евроатлантските интеграции. Со игнорирање не може да се реши ниту еден проблем. Решавањето на тие препреки бараше храброст, иста како и храброста на нашите револуционери, и тие храбри одлуки не беа нималку лесни. Бевме предолго надвор од современите текови. Дел од причините беа објективни, но дел од проблемите некој ги создаваше и однатре. За само една година Република Македонија направи коперникански пресврт. Изминатите години зад нас не можеме да ги вратиме за да ги поправиме грешките. Мораме да гледаме напред. Времето пред нас умно, храбро и посветено да го искористиме. Нема да добиваме секога шанси да ја воздигнеме нашата Македонија како еднаква помеѓу другите европски држави. И затоа сме согласни дека сега е шансата да го земеме нашето заслужено место во евроатлантското семејство на народи. Македонија, граѓаните на Македонија, владата, собранието и целото општество имаме огромна поддршка за одлучноста во спроведувањето на суштинските реформи. Уште поголема е поддршката за определбата да продолжиме со нив
до конечното членство во Европската Унија и НАТО. Нашите пријатели сметаат дека Македонија е конечно на вистинскиот правец и порачуваат да се обединиме сите за исполнување на заедничкиот интерес за остварување на добри перспективи на нашите граѓани. Драги граѓани, патриотизам е кога им го градиш патот на идните генерации, правејќи држава признаена од сите, на која граѓаните се горди, не штедејќи се себе си. Храброста на нашите револуционери и борци, на кои денес им се поклонуваме и ги чествуваме, е мотивот кој не води секој ден низ битките за републиката, која е наша и која е исправена и достоинствена пред светот. Нема подобар начин да им се одолжиме на нашите херои, освен со продолжување на такви храбри чекори. Заедништвото, кое како наследство ни е оставено во Крушевскиот манифест, во кој се повикуваат комшиите и пријателите без разлика на пол, вера, убеденост и народност, во желба за подобар живот, е света водилка по која се водиме до денешен ден. Една од најтешките гледки е да си го гледаш народот поделен. Затоа да ги запреме поделбите, да се обединиме внатре, да се обединиме со соседите, да се обединиме и со европското семејство. Да се обединиме со сите кои живеат и се вложуваат денес за сите да имаме утре, да си живееме убаво. Порачуваме Илинден и јасном се за заедништво, а не за поделби. Нам, на граѓаните, ни е доста од поделби. Време е за храброст, не за делби. Храбри сме и знаеме дека во секој граѓанин на Македонија има по еден партизан и по еден комита. Заедно ја напишавме нашата историја. Заедно ќе ја градиме нашата вековна иднина. Почитувани граѓани, дозволете ми да се осврнам на договорот со Република Грција, на договорот за македонската иднина. Договорот што го постигнавме е историски гледано најдобра и фер шанса за граѓаните на Македонија. Договорот е влог во македонската иднина, кој го расчисти патот на нашата земја за влез во НАТО и за почеток на преговори со Европската Унија. Стануваме членка на семејствата на НАТО и ЕУ, нациите кои уживаат силен економски развој. Со договорот носиме подобар живот за сите граѓани и го чуваме богатото историско и културно наследство кое има направено нашата македонска нација славна. Кога ќе стоиме пред јарболот на кој ќе се издига македонското знаме, ќе стоиме гордо. Зошто со договорот, химната, грбот и знамето остануваат за секогаш. Почитувани, договорот го потврди и заштити македонскиот идентитет. Договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Нема повеќе оспорување. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Овој договор го заштити целосно македонскиот јазик. Според членот 1 од договорот, официјален јазик на нашата држава е македонскиот јазик, кој е преведлив на сите јазици. Македонскиот јазик е потврден, идентитетот е зачуван. Договорот го потврдува
државјанството како македонско сега и во иднина за секогаш. Според договорот, почитувани, нашето државјанство ќе биде македонско, граѓани на Северна Македонија. МКД остануваат меѓународно прифатени и препознатливи кодови. Кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што е официјално определено од Меѓународната организација на стандардизација. Со договорот решаваме спор која блокираше нашата иднина и добиваме покана за членство во НАТО. Ние ќе бидеме 30-та членка на Алијансата. Со тоа ни се гарантира сигурност, безбедност и економски развој. Имаме, почитувани, кандидатски статус за членство во Европската Унија од 2005 година. И од 2009 добиваме препораки за почеток на преговори. Но сега, за прв пат, добивме датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија. Подготовките се во тек како резултат на договорот со Грција. Почитувани мои сограѓани, договорот ги затвора проблемите. Договорот го затвора секое спорење на македонскиот идентитет. Договорот овозможува да продолжиме напред по јасен пат. Договорот гарантира македонско-грчко пријателство и соработка. Договорот ни донесе охрабрување и инспирација за поголема доверба меѓу двете земји, за иницијативи кои ќе предизвикаат подобар живот за граѓаните на двете земји. Решението и процесот низ кој поминавме ни донесе пријател. Пријател за кој до вчера некои во нашите средини не убедува дека е непомирлив непријател. Градиме пријателство со Грција. Ќе бидеме партнери и сојузници. Тие ќе бидат наши подржувачи. Тоа веќе го докажуваат. Заедно трасираме пат за стратешко партнерство, за придобивки за граѓаните на двете земји. Тоа е новата реалност на Балканот, почитувани сограѓани. Тоа е реалноста што заеднички ќе ја изградиме на темелите на меѓусебното пријателство и на заедничките заложби за владење на демократијата, мирот и просперитетот во нашите земји и во целиот регион. Мој народе, ова се причини и силни аргументи за патриотизам. Што значи да ја сакаш својата земја, да бидеш патриот? Патриот си кога се грижиш за она што доаѓа утре. Патриот си кога ја обезбедуваш и заштитуваш по добрата иднина. Овој договор е резултат на таа грижа. Затоа е патриотски. Патриот си е ако го сакаш најдоброто за својата земја, за своето семејство, за луѓето околу себе. Овој договор е доказ за тоа. Затоа е патриотски. Патриот си ако ја сакаш иднината, изградена врз цврстите, врз добрите темели на минатото. Со овој договор создаваме токму таква иднина сите заедно, без разлика на етничка припадност. Затоа договорот е патриотски. Време е Македонија да направи историја и забрзано да продолжи по патот кон посветла иднина. Ова е нашата шанса. Одговорот на таа шанса треба да го дадеме заеднички. Никој нема наместо нас да донесе одлука. Почитувани граѓани на Република Македонија, пред неколку дена го утврдивме датумот за референдумот. 30 септември. Тоа е, почитувани,
30 септември е денот за новата историска одредница. Тоа е денот кога ќе донесеме одлука за нашата натамошна иднина. За иднината во семејството на европските народи и земји членки на Европската Унија. Тоа е денот кога ќе определиме нашата иднина како земја членка на најсилниот воено-политички сојуз НАТО. Ние, граѓаните, секој од нас поединечно ја има шансата да ја донесе оваа голема одлука. Сега е моментот за одлука. Државотворните народи препознаваат вакви историски моменти и ја превзимаат одговорноста за да одлучат. Во вакви пресудни моменти не се седи дома, не се молчи, не се остава друг да одлучува. Ова се моменти кога шансата треба да се зграби, храбро, одлучно и достоинствено. Историјата ги памети и тие што се издигнуваат, превземаат, му даваат сила на својот глас и излегуваат да донесат одлуки. Тие пишуваат историја. Историјата ги запишува нив. Почитувани граѓани, да покажеме на 30 септември дека сме народ кој си ја знае историјата, учи од неа и знае да научи од историјата. Народ поучен од историјата дека нема да ги повторува нејзините трауми. Нашата поука од минатото е дека иднината е вистинскиот избор. Секој од нас е должен да ја преземе одговорноста за својата иднина, а со тоа и за иднината на нашата земја. Ве повикувам да докажете дека никој не може да ве поколеба да изберете. Излезете и изберете. Демократскиот избор на граѓаните мора да се почитува. Нивниот глас и став е конечен. Уверен сум дека македонците и сите граѓани на татковината ќе го направат вистинскиот избор и дека ќе го избереме патот кој води напред. Тргнуваме силно и никој не може да не сопре. Како никогаш порано одлучни и решителни. Македонија да успее. И ќе успее. Коалицијата од граѓани и политички партии кои за иднината на Македонија во Европската Унија и НАТО ве уверува во тоа. На 30 септември ќе ги отфрлиме понудите за мрак, ќе отфрлиме амнестијата за криминалот, неизвестноста и изолацијата. Доста беше заробена држава, политички криминал, грабеж на народното богатство, за владеано и корумпирано судство, купени медиуми, откупена слобода, политичка мафија. Доста ни беше од тоа. Доста е небиднина. Ние ќе избереме иднина. Да, мој народе, време е за иднина наместо небиднина. Почитувани граѓани, референдумот е таа точка во која ќе се спојат иднината на Република Македонија и на Европа. Дајте од таа точка, од референдумот натаму, иднината на нашата земја и иднината на Европската Унија да тргнат во една заедничка линија. Ве повикувам сите вас да кажете со гордост да, за да ги зграбиме можностите кои ни ги нуди Европската Унија. Да кажеме да за гарантирана стабилност и безбедност преку членство во НАТО. Да кажеме да за признаен
и потврден национален македонски идентитет, јазик и култура. Почитувани граѓани, ние сме за нас, за нашите идни генерации, за нашата иднина, за иднината на Република Македонија. Време е, нека ни е честит и вековит денот на Републиката. Благодарам.